24 анализа, добро вечер и добре дојдовте. Во мултикултурниот центар во Кучани, обвинителите денеска им објаснуваа на родителите на загинатите деца и на повредените во катастрофалниот пожар во импровизираната дискотека на смртта Пулс, секој обвинет според нив што точно направил за да се случи пожарот и за што се обвинети. Додека тоа се случуваше во мултикултурниот центар во Кучани, на седница на Совет се случи инцидент, односно физичка пресметка помеѓу советници, советник кој што е од коалицијата на СДСМ и советник од ВМРО ДПМН, при што настрада службеничка во општината на која што потоа и беше укажана и медицинска помош. Партиите меѓусебно се обвинуваа дека оние другите сакале да предизвикаат инцидент, СДСМ се огради, а од советникот, а ВМРО ДПМН ги обвини дека режираат насилство заедно со ВД градоначалникот на Кучани Венко Крстевски. Обвинителниот акт пак и понедела дена откако Љупчо Куцевски, републичкиот обвинител, ја одржа пресконференцијата, се уште нема оценка, а судовите меѓу себе си ја префрлаат тупката кој е надлежен да го суди. Според информациите на телевизија 24 се очекува тоа да стигне и до Врховниот суд. Обвинетите пак, односно нивните адвокати, дел од нивните адвокати се уште немаат ниту добиено обвинение и тврдат дека сето она што обвинителството најавува дека ќе го докаже нема смисла. За тоа кои се нивните аргументи ќе разговараме вечерва. Јас сум Душица Мрѓа, а мои вечерашни гости се Еленко Миланов, адвокат, на поранишните министри Крешник Бектеши и Беким Незири за економија, како и на Беким Максути, поранешен директор на дирекцијата за заштита и спасување, и исто сте дел од одбраната за поранешен вработен во Министерството за финансии. Добро вечер и добре дојдовте. И Звонко Давидовиќ, вие сте адвокат на член на обезбедувањето, барем така е според она обвинение, Ивица Грозданов. Да. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Тоа е мислење на обвинителството, а те ќе се докаже во мене. Ќе видиме. И јас пред да почнеме да ги анализираме сите оние аргументи и сите оние обвинувања што ги слушнавме деновиве од јавниот републички обвинител кога го презентираше обвинението, би сакала да кажам дека го имаме на онлайн врска веде градоначалникот на Кучани Венко Крстевски, кој што на почетокот на емисијата Кусо ќе го вклучиме за сето она што се случуваше денеска на седницата на Советот. Добро вечер, ви благодарам што одвоивте време да се вклучите во 24 анализа. Добра вечер. Господине Крстевски, најпрво да прашам, физички инцидент, службеничка беше повредена, како е? Според информациите била укажана медицинска помош, знаете ли каква е незината состојба? Да, јас се слушнав во неколку наврати со незиниот сопруг. Незината состојба е стабилна. Дали има некои посериозни повреди, бидејќи ударот од онаа снимка што успеавме да го видиме беше во главата? Чекам информации во врска со снимката и ќе можам тогаш повеќе да кажам. Крстевски, власта ви побара оставка и кажа дека денеска заедно со СДСМ сте изреагирали и сте поддржале насилство. Ќе планирате ли да си поднесете оставка? Видите, ВМРО ДПМН општински комитет Кочани одамна нема реални политики. Тие се служат со манипулации и лаги. 3,5 години има локална власт, каменче немаат поместено. Јас овде во вашата емисија тврдам дека за 3 месеци ќе имам повеќе направено колку тие за 3,5 години локална власт. Тоа е затоа што тие немаат реална политика и затоа што ја водат така како што водат партијата се распаднати. Раководството на ВМРО ДПМН во Кочани е разрешено. Тие имаат веде председател во името на господинот Миле Левков. Добро, ова веќе беше политички одговор на нивните прозивки. Кажете ми сепак онаа ситуација која што денеска сите медиуми отворија вести и беше прва вест во речиси сите медиуми, беше лошо изгледаше. Повеќе подолг период Советот функционира на рап на инциденти. Што ќе превземете? СДСМ се огради од својот советник,
односно коалициски партнер, ВМРО ДПМН одговори дека заедно со вас и СДСМ поддржува и режира насилство. Што ќе превземете да се смират тензиите? Бидејќи таму не овде денеска ескалираше, меѓутоа со изминатите седници исто така е тензична состојбата. Видите, Ќе разговарате ли со нив? овој совет сведоци се сите кочанчини дека е цивилизацијски пораз за нашиот град. Посебно во делот на советниците на ВМРО ДПМН кои што немаат ниту предлози, ниту идеи, ниту проекти. Тие овака делуваат цело време, значи деструктивно, со навреди, со маловажувања, со деградирања, со дезинформации, тоа е нивен стил на работа. Така почна и денеска, меѓутоа не е оправдување нивните навреди за реакцијата на советникот Аки Акијов. Јас остро го осудувам тој потек и сметам дека е непримерен и не требаше да се случи. Еве, гледате, сите се сведоци, цела јавност, дека јас бев тој кој што во неколку наврати застанав и пробав да ја смирам ситуацијата. Значи, јас спречив физички судир денеска во рамките на Советот на општина Кочани. Мора да потенцирам. Венко Крстевски е независен советник во рамките на Советот на општина Кочани, избран од страна на граѓаните во 2017 и 2021 година. Сам си собирав подписи, никој ми го нема мене поклонето советничкото место како што е случајот со многу други советници. Јас имам многу поголем легитимитет и затоа ми беше доверена да ја водам институцијата ВД градоначалник. Сметам дека сум на прав пат, меѓутоа за жал, за да успееме да го воздигнеме градот, имаме се уште многу обструкции кои што се несватливи, посебно во овие најтешки времења за историја, во поновата историја на Кочани. Треба ли Акиев да си поднесе оставка според вас? Според мене треба да Акиев најпрвен да се извини на Ана Кралева, исто така треба да сноси правна одговорност, а во врска со оставката ќе го прашате него. Значи, тоа не е моја работа. И како да потенцирам дека мора да сноси последици за неговата постапка. Полицијата соопшти по Пладнево дека се превземаат мерки за расчистување на случајот. Предпоставувам дека ќе следи и кривична пријава, бидејќи сето тоа беше јавно и транспарентно. Вчера вие поднесовте кривична пријава против угостители за узурпација и бесправна градба во трговскиот центар во Кочани. Според вас, по направените контроли, утврдено е дека и трговскиот центар наликува на пулс, меѓутоа угостителите па ве обвинија дека сте селективен. Ке уривате ли? Видите, значи јас јавно излегов и поставив неколку прашања. Мора да кажам дека сум фрапиран од одговорите на неколку институции. Излегува Агенција за храна и ветеринарство и кажува дека тие не се надлежни за ХАСАП системот. Еве, ајде, кажете ми вие и во вашата емисија има адвокати, кој е надлежен за контрола на ХАСАП системот. Излегува Државен пазарен инспекторат, кажува дека не е надлежен за работа во дивоградби. Фалеше уште да искочи и ЕВН да каже дека тие не се надлежни доколку се користи електрична енергија во дивоградби, кои што се повторува посебни објекти. Јас поднесов кривична пријава, сега на потека обвинителство, се надевам дека ќе биде ангажирано вешто лице каде што ќе се утврди фактичката состојба, дали станува збор за узурпација и дивоградба и ќе бидат поднесени понатомошни пријави. Мора да го исто така потенцирам уште еден многу значаен момент за општина Кочани. Се соочуваме со обструкции, упорно не се изгласува меѓуопштинска соработка со општините Струмица и Карпош, бидејќи на нас ни се преку потребни општински инспектори, посебно во делот за градежништво, каде што имаме многу пријави за дивоградби и имаме многу дивоградби во градот. Ние не постапуваме селективно, буквално сите угостителски објекти ќе бидат контролирани. Меѓутоа, немаме човечки ресурси да направиме енергична акција и во неколку денови, недели да ги исконтролираме сите објекти. Господине Крстевски, само уште пред да ви се заблагодарам за ова вклучување, уште едно прашање. Денеска обвинителите разговараа со родителите на загинатите деца и на повредените. Имате ли информации што се случуваше на таа средба? Беше затворена по барање на родителите, така извести од јавното обвинителство, и каква е генерално состојбата со повредените во болницата во Кочани, апропо сето она што го видовме и слушнавме сведоштва дека нема никакви услови? Во врска со првото прашање немам информации.
како поминала средбата, знам дека имаше средба, но немам информации како поминала. Во врска со второто прашање, се уште голем дел од повредените се мачаат, секој се соочува со различна проблематика, бидејќи станува збор за голема бројка на повредени лица. По информациите кои што ги добивам од медиумите, гледам дека се работи во реновирање на дел од болницата, кој што се надевам дека ќе биде што е можно поскоро. Има најави дека на Пониква ќе се прави исто така центар за рехабилитација. Меѓутоа, во оваа прилика сакам да искористам да апелирам уште еднаш дека е неопходно прскање против комарци регионално, посебно на Пониква, бидејќи од 2009 година наваму лошо се третира тој проблем прскањето со комарците, односно се третира само со локално прскање. Епилогот е познат за сите кочанчани. Јас ви благодарам затоа што одвоивте време денеска да се вклучите во 24 анализа. Ја следим и понатаму состојбата и се надевам дека во наредните денови нема да гледаме онаква ситуација како што се случи денеска во Советот на општина Куќани. Ви благодарам. И надевам и јас. Поздрав до вашите гледачи. Благодарам. Господа, ова е она што беше вест на денот денеска и она што се случи на седницата, затоа беше и овој кус разговор со ВД градоначалникот Крстевски, односно да дознаеме најпрво и каква е состојбата на повредената службеничка, меѓутоа не слушнавме доволно докази, се надевам тоа до утре ќе знаеме. Одлично, Да. одличен прилог, не знам дали намерно го направивте, ама токму паралела со она за што ќе разговараме. Ај вака накратко во 2 збора. Неколку политички партии политикански се однесуваат, на крај народот страда. Тоа е отприлика нешто што е и денес тема на она за што ќе разговараме. Една недела од присод, точно една недела, тоа утре ќе биде една недела од присод на Републичкиот јавен обвинител, каде што го објави дека обвинети се 34 физички лица и 3 правни лица. Обвинението, како што кажав и во најавата, се уште нема оценка. Миланов, го добивте ли обвинението? Не сум го добил обвинението во текот на вчерашниот ден. Се обратив до судот во Кочани да видам дали има услови, дали е парафирано доставна наредба, но добив одговор дека не е и не можеме да добиеме обвинение, така што колку што јас сум запознаен, никој досега нема добиено обвинителен акт за да може да види што е со оваа работа. Ова сметам дека не смееше да се случи, затоа што едноставно законските одредби со оглед да во овој предмет постојат луѓе кои што се наоѓаат во притвор или куќен притвор, законот вели дека обвинението се доставува во рок од 24 часа со одлука во однос на таа мерка за предпазливост дали ќе опстане или нема да опстане. Тука станува збор за одлука на кривичен совет, доколку нема кривичен совет поради учеството на судии во претходна постапка, а она што го рековте потврден. Потврден обвинителен акт може да биде дури откако ќе помине рокот за приговори или ќе бидат одбиени приговорите. Така што до потврдување евентуално на обвинителниот акт не сме ни близу, а веќе една седмица воопшто обвинителниот акт како таков не е излезен од судот кон некој од обвинетите или бранителите со оние барем со кои што имам контакт. За еден од вашите штетеници е запрена постапката, меѓутоа за останатите не е. Дали имате мерки, продолжување на мерки што се чека одлука? Во однос на тројцата кои што останаа во постапката, постојат мерки различити. Двајца се со мерки за предпазливост, едниот е со мерка куќен притвор, но ниту во однос на тој дел немаме апсолутно добиено никаква одлука, иако рокот е 24 часа. Дали ви имате обвинение, господине Драгаш? Не можем јас да имам, ако колегата нема, а ние сме во група, информациите се исти. Ние дури и докази не добивме. Обвинителството не најде за сходно да се јави и да каже дека доказите ни стојат на располагање.
така да ни докази на кои се повикува обвинителството, а ќе ги видиме со листата на докази кога и откако ќе ни го достават обвинителниот акт, па ќе можеме точно да утврдиме зашто се обвинети сите овие лица, особено нашите клиенти, и кои действија тоа им се ставаат на товар. Вака можеме само да претпоставуваме од она што го гледавме и слушавме од пресовите на јавниот обвинител, но знаете како, тоа е мисловен процес на јавниот обвинител. А ќе видиме што ќе каже пресудата и мисловниот процес на судиите кои што ќе го судат. Добро, тој тврдеше тука на тоа столче пред 3 недели дека за секоја личност што ќе биде обвинета има материјални сериозни докази кои што ќе покаже верижност на случувања. Многу би сакал да ви кажам, ако се однесува на верижноста, тогаш требал навистина да ја сработи работата и верижно да докаже зошто е дојдено до овој настан. Не може овој настан да биде исклучен од оноа што ни се случува со години. Вие слушнавте во најавата, затоа и реагирав, политичките партии, политикантите, го урниса и правниот и општествениот и државниот систем. Се исполитизирано, се корупцијата на највисоко можно ниво, и тоа ви го кажуваат и странските амбасадори, не само ние. И јавниот обвинител зборува за верижна одговорност за луѓе кои се само последица на оној систем кој е урнисан. Ако сакал да има верижна одговорност, ќе требал функционерите кои се многу високо и во минатово како што работи, да ги обвини и да ја докаже верижната одговорност, а понатаму и ќе ви кажам како ќе се развива дискусијата и добар дел од своите колеги. Ако некој треба да го гони криминалот во еден град, а Кочани не е огромен град и се знаат работите, тоа е МВР и обвинителство. Но јас не гледам дека никој од обвинителството не е опфатен со оваа истрага и со обвинението. Сите знаеле што се случува со години. Кој е надлежен да го гони криминалот освен МВР и обвинителство? На крај на што завршуваме? На ситна буранија, што би рекол нашиот народ. Зборувате за обвинителите во Кочани? Апсолутно. Не живеат тие на Марс, тие се таму. Знаат секојдневно што се случува. Да, за полицајците видовме 3 месеци беше драма, ќе ги има, ќе ги нема, ваму се таму, ќе ги коментираме. Тоа е она што нас не разјадува. Ви ги кажав, вака сакам уште само кусто на почетокот, кажав оценка, нема рековте приговори, одбивање и така натаму далеку сте. Меѓутоа, овие денови сме сведоци на тоа дека не се знае кој суд ќе биде надлежен. Кочани бара штипска апелација да одлучи, штипска апелација се уште нема одлука, се најавува можност да се префрли одлуката на Врховен суд и така натаму. Очекувате ли дека ќе стигне во Скопје? Не можам да кажам ништо од тоа, но дека Кочани не можеше да постапува беше јасно веќе во фаза на истрагата. Така што тоа некој требаше да размислува многу порано и да евентуално бара начин каде и како ќе се определи надлежност за постапување по овој предмет, затоа што местната надлежност е јасна, тоа е основниот суд во Кочани. Но Кочани едноставно со текот на постапката нема доволно судии кои што воопшто можат и да ја направат оценката на обвинителниот акт, а не да после таа оценка се определи и судски совет кој што евентуално би постапувал односно судии кои би можеле да постапуваат. Така што првата инстанца е да во таа насока апелациониот суд од тоа подрачје, односно апелациониот суд во Штип одлучи дали ќе пренесе надлежност на некој од судовите кои што се во нивна надлежност или од причини што сепак од целата таа територија на апелациониот суд на Штип имате жртви кои што се повредени и за жал починати и од Пробиштип, Штип, Струмица, така што се појавува проблемот дали и тие воопшто можат со што
секако, ако не одлучи апелациониот суд во Штип, тогаш ќе мора одлуката да ја донесе Врховниот суд за тоа кој на кого ќе ја додели надлежноста за постапување на овој предмет. Значи, уште не почнато, се пролонгира работата. Јас периодов зборував имав комуникација и со судиите од подрачјето на Штип и Струмица, Кучани, особено Кочанскиот суд, и тие одлучуваа и за мерките во претходна постапка и така натаму. И главната теза на сите судии таму се дека се тие дел од трагедијата. Сите имаат, некој познат, имаат во фамилиите, некои имаат и лични во судот во Кучани, има семејства кои што лично доживеа трагедии, дека тие не може да бидат дел од таа приказна. Да видиш зошто толку се инсистираше Кочани да биде. Затоа што е тоа надлежен суд, законот јасно, Зошто старт само не се направи нешто? дозволите да ви кажам нешто. Сега имаме и друг проблем, колегата многу добро знае. Кога првите действија и истрагата, истражните действија се преземени, тој суд кој што ги презел треба и да суди. Фино, паметно кажува колегата дека на време требало да се размислува за тоа, а тоа што се луѓето таму судиите дел од трагедијата, тоа не ги прави помалку објективни. Овде јас мислам дека е повеќе кадровските проблеми, бидејќи не може и нема доволен број на судии кои може да го оценат обвинителниот так, да ги продолжат мерките, бидејќи има едно правило во законот, дека судија кој што учествувал во претходната постапка и носел одлуки кои може да се побиваат со жалба, не може да учествува во советот кој ќе во судечкиот совет. Значи, они имаат за оценка. И ни оценка. Така да имаат и кадровски проблеми и организациони проблеми. Но на тоа требало да се мисли. Мислев помалку објективни. Мислев дека се, нели според закон, ако се дел од случувањата, сите ние сме дел од индиректно, тоа, ако го гледате сепак така. таму блиски има нивни. Во Кочани знам дека точно има и повреден во судот. Дете повреден. Ова е трагедија на Македонија, Точно, за жал. точно ова национална не е трагедија. трагедија само за Кочани, ова е трагедија на целата држава, Така односно за Македонија. Така И она што е најстрашниот дел од оваа постапка во која што влегов, е делот дека не беше прашање дали вакво нешто во Република Македонија ќе се случи. Туку прашање беше кога, во кој објект, на која територија, со какви и колку последици. Злата судбина го одбра Кочани. Затоа што не може, овде станува збор за класични системски пропусти во целиот систем на државата. Затоа што не можете вие, се уште ние не сме ниво на општество, каде што може да дозволите да на оној субјект кој што ќе управува со еден објект, дискотека, кабаре, хотел или ноќен клуб, каде што имате собирање на многу поголем број на луѓе, да самиот доставува барање во кое што ќе наведе дека се исполнети сите минимално технички услови за обавување на таа дејност и да вие тоа негово барање, а таков е законот, го прифатите како такво без контрола од ниту една инспекцијска служба. И ако зборуваме, тука се согласувам единствено со министерот Панче Тошковски дека она што на стартот го рече, дека каде и да чепнат, наоѓаат на трулеш, но јас би рекол на системска трулеш. Така. Не на друга. Затоа што овде е проблем законот, начинот, измената на тој закон, кога е дозволено на овој начин да се носат дозволите, односно лиценците за постапување на таквите објекти. Не, ама не е само проблем, не е само проблем овде законот. Овде е примена на законот и правниот систем кој е урнисан. Не може никој да ми докаже дека градежна инспекција
трудова инспекција, санитарна инспекција, инспектори за урбанизам и просторно планирање немаат право да извршат контрола. МВР нема право да изврши контрола. Па тој објект, односно таа фирма била блокирана со месеци, со години. Каде е управа за јавни приходи, што е кочен и огромен град, од 30 милиони жители, па они не се знаат меѓу себе, гледаат дека доаѓаат и странски гости, таму пејачки, колку што слушнав, и управа за јавни приходи не наоѓа за сходно да отиде и да провери што се случува во објект кој го раководи фирма која што е блокирана. Градежен инспектор не наоѓа за сходно да отиде и да провери дали е се во ред. Комуналниот инспектор и да не набројувам понатаму. Па немојте луѓе, мислам, ова е очигледно она што и го кажав на почетокот, што и колегата Еленко го кажува, ова е системски проблем. Ова е урнисаност на системот и непостоење на систем. Ниту општествен, ниту државен, ниту правен. И тоа е она што доведе до оваа трагедија. Морам да ја цитирам, Агилар на времето кажа пред неколку години, луѓе, толку е голема корупцијата и не беше уопште со дипломатски речник, за да на крај го може би го сватиме, дека поради корупцијата вашите граѓани губат животи. И тоа се докажа. Пред Кочани ние имавме неколку настани во кои се случија исти трагедии. Да не ви ја спомнувам модуларната болница, Дурмо и така натаму и така натаму. Немојте. Обвинетите се обвинети за тешки дела против општата безбедност, што го доведуваат во врска со членот 288, предизвикување на општа опасност, односно тоа што со пожар, поплава, експлозија, отров или отровен газ, јонизирачко зрачење, моторна сила, електрична или друга енергија, или со друго општо опасно дејство или средство ќе предизвика значителна опасност за животот или телото на луѓето. И сите се по таа квалификација, иако морам повторно ја кажам, вика, и на тоа интервју тука Куцевски кажа дека не се исклучува некаква преквалификација, меѓутоа на пресуд за обвинението е оваа квалификација, тешки дела против општата безбедност. Ако водеа истрага, да се разбереме, 3 месеци истрага за волку оштетени лица, повредени, и обемна документација е мал период, затоа беше и овој тим кој што сето тоа се обидуваше да го направи и го направи во тој рок од 3 месеци. Но во тој рок од 3 месеци обвинителството мораше да утврди и да обезбеди правна квалификација со која што може да оди и да ова го докажува во суд. Во конкретниот случај, оваа правна квалификација како причинско-последична врска е неможно да се докаже, јас верувам, во однос на поголемиот дел од оние кои што се наоѓаат во оваа постапка. Вие го прочитавте само ставот 1, кој што од член 288 како основа за кривична одговорност или основа на дејствијата, кој што укажува на тоа дека ова кривично дело се чини со сторување, односно дека не може да биде, да има причинско-последична врска со несторување. Она што не го прочитавте, а тоа е ставот 2, кој што во суштина е она што се става на основ, на терет, а ставот 2 се однесува на тој што нема да постави, нема да одржува, нема да ги контролира и нема да ги употреби средствата кои што се наоѓаат во објектот во случај на пожар, експлозија, јонизирачко дејство. Таквите дејствија може да се однесуваат само во однос на оној кој што е собственик, на оној кој што вечерта го контролирал самиот настан, дали е тоа менаџер, дали е тоа некој од овластено лице од не од обезбедувањето, од газдата. Затоа што обезбедувањето е за обезбедување на јавен ред и мир, односно да нема инциденти. Така што ставот 2 може да се однесува како дејствие, евентуално на несторување, само во однос на собственикот, неговиот менаџер, или оној кој што во тој момент таму
раководел и постапувал. Не може тоа непостапување или неизвршување да го ставите на товар на безмалку поголемиот дел од оние лица кои што се наоѓаат во ова обвинение. А она што е тврдењето е дека секој од овие 34 обвинети, јас искрено се надевам дека кога ќе го видиме обвинението ќе знаеме секој како придонел или не придонел, односно не постапил за да стигнеме до пожарот во 2025, е дека секој од тие луѓе со некакво действие или недействување се дел од мозаикот. И сега, ако инспекторите, како што вели Давидовиќ, требале да излезаат од градежна, од ваму, од таму, зошто и нивните надлежни да не одговараат? Не само тоа, него и квалификацијата, фино ви каже колегата, не одговара на нивните действија, на сторувањето или несторувањето. Ако вие имате дека не постапиле според своите надлежности и своите обврски во рамки на своите службени овластувања, ова дело за нив не важи, оваа квалификација. Тие ако примиле имале некаква корист, може да одговараат за злоупотреба на службена положба и овластување, некој да ги платил, подплатил за лиценца, тоа е подкуп. или подкуп, или другите несовесно надзор, може да има злоупотреба, несовесно работење во служба. На пресконференциите слушнавме неколку пати дека бил фалсификуван сертификатот. Тоа е сосема друго кривично дело, кое може би довело до ваквата последица, ама не може да одговара за неа. Квалификацијата треба да биде во рамки на действијата. Законот за кривична постапка, воопшто кривичното право, предвидува за своето однесување, своите постапки или непостапување, а должноста да постапиш, секој лично да одговара. Не може да биде предпоставена некаква одговорност и некакви действија заради мозаикот на обвинителството. На секој од обвинетите мора точно со действие да се опише што и зошто се обвинува, а тоа негово действие мора да ги исполни сите елементи на законското битие на кривичното дело за кое се обвинува. Ова во мигов не е случај. Действие на секого, што вели колегата, кое што има директна причинско-последична врска со овој настан. Такви действија. Јас верувам дека ќе најдете само кај неколкумина. Според обвинителството, сите тие придонеле Пулс да работи 13 години, без никакви услови, да се реновира, реконструира, да се користат такви материјали какви што се користеле, обезведувањето да не реагира, газдата да не реагира, министри подпишувале лиценци, што фалсификувани, што не фалсификувани. Конкретно во ова студио кажа Куцевски, конкретно за вашиот клиент, дека бил факсимилот искористен. Мојот клиент, ако зборуваме за Крешник Бектеши, како министер кој што остана во постапката, тој остана и Бајрам Старачин. Има правилник со кој што е точно утврдено начинот на користење на неговиот факсимил. Факсимилот и постои за да може да се користи. Ако не може да се подпишуваат за тоа такво користење, има овластувања кои што се прибрани, кои што се наоѓаат во списите на предметот. И има лица кои го имале тоа право да го употребат тој факсимил. И тој факсимил не е злоупотребен. Затоа што на сите лиценци, верувајте, на сите лиценци кои што постојат, се исполнети законските предпоставки од Законот за угостителство. Постојат документите. Единствениот документ кој што некоја институција се бара, тоа е дека од МВР има пристап за возила за противпожарна брза помош и дека има доволен број на паркинг места според капацитетот на тој објект. Тоа е единствениот документ кој што се бара од некоја институција и таков документ постои во секој од досијата. Во таква ситуација не можеле да одбијат и не можеле да не бидат издадени лиценци. Тоа што не секоја година е издадена лиценца.
не е побарано. Дури и актуелниот министер за економија се произнесе дека во тој дел, мислам дека неколку пати и во јавни настапи, дали тоа беше во владата или на некои емисии, дека во конкретниот случај не постои проблем со тоа дека недостасува некоја документација за да таа лиценца може да биде издадена. Сега, по законот за угостителство, целата контрола по членот 6, кој што од пресконференцијата го слушнавме, надлежностите се на општинските инспекцијски служби, додека сите други надлежности за контрола на објектите кои што работат со одредени лиценци е на државниот пазарен инспекторат. И вака, вештачењето на обвинителството вели дека има 3 контроли на државниот пазарен инспекторат и сите 3 контроли утврдуваат дека се исполнети сите елементи и услови. Тука, кој ги направил тие контроли? Дали се тие, односно произлегува од целото вештачење дека не биле исполнети тие услови кои што таму се констатирани. Со самото тоа до Министерството за економија, односно до министерот или до оние кои што се таму вработени, кои што работеле, изработиле, одобриле, контролирале некој од тие лиценци, не постои никакво известување дека постои проблем или дека нешто недостасува за да тие можат да ја одземат лиценцата. Ако такво нешто не постои, тогаш не може ниту да има било каков проблем. Дирекцијата за заштита и спасување за овој објект никогаш нема добиено официјално преку општината, а таа е надлежна да му достави елаборат. Ама никогаш нема ни поставено инспектор Дирекцијата за заштита и спасување во Куча. Дирекцијата за заштита и спасување работи со тие 9, односно 11 инспектори, 20 си заминале, но дали Министерството за финансии даде дозвола да се вработат нови лица? Дали некој на тоа можеше да влие? Дирекцијата за заштита и спасување работи по план и програм од инспекцијскиот совет кој што е посебен државен орган, кој што го проверува и го дава годишниот план на работа. Тој инспекцијски совет никогаш не најде забелешка на никого во овој период. Зошто тогаш директорите на ДЗС се во оваа постапка? Ке збориме едно по едно, сакам и да видиш, ама тука околу Министерството за економија. Вие тврдите дека факсимилот на Кришна Бектеши не бил злоупотребен? Факсимилот не бил злоупотребен, затоа што факсимилот се користи во време кога министерот не е тука и затоа постои овластување лице кое што може да го користи. Тоа лице имало овластување да го користи за оние предмети кај што треба да се стави тој факсимил на документи во негово отсуство. Министерството за економија има 17 одсеци и ги издава сите лиценци за продажба на алкохол во државата. Знаете колку се тоа документи? Па тој министер министер за економија не треба да излезе од својата канцеларија доколку нема овластување и дадено таков факсимил. Нема спор во документацијата за да можеме да кажеме дека тој факсимил е злоупотребен. Во 2024 за поголема имотна корист од 226.000 денари на прво обвинетиот вработен во Министерството за економија му изработил 2 фалсификувани лиценци кои ги заверил со службениот печат на Министерството, а на кои својрачно се потпишал како се потпишала обвинетата државна секретарка. Ако се фалсификувани документи и ако ги изработил одреден вработен, тоа е негова лична одговорност. Затоа нема оформен предмет во Министерството за економија за да некој може да знае. Ако некое лице од внатре искористило и злоупотребило, па не е еден печат во Министерството.
од оние округлите зборуваме, затоа што тука нема на таа лиценца од 23-та и на онаа лиценца која што е фалсификуваните, па и нема подпис на крешник. Тие се фалсификувани. Ако ги погледнете тие ако ги погледнете тие лиценци, на едната од тие лиценци се наоѓа друг дат, број на лиценца од 2016 година, на која што од озгора е ставен само еден печат за 22 година. И вие велите не може министерот да одговара за сите документи што ќе стигнат, ама одговара по функција, за непотполна документација, за лажна квадратура, за недоволно не потполнување на сите барања, дали имало влезови излези и така натаму. По хиерархија треба да одговара, вајде, претпоставувам. Дали постојат документацијата, Законот за угостителска дејност бара да биде доставена одлука на општината колкав е надоместокот за таков објект, кабаре, да биде доставена тековна состојба на субјектот кој што ја бара лиценцата, такса од 50 денари уплатена, уплатница дека се уплатени тој износ кој што го определила општината, барање до Државен пазарен инспекторат, подпишано од сопственикот на фирма. Ама во тоа барање ако е непотполно, ако има лажни информации. Каква е обврската тука на Министерството за економија да го контролира? Кога сето тоа некој го нели како велат, го напишал, го проверил, го исконтролирал и на крај стигнал од подпис до министерот по хиерархија. Колку е одговорен министерот, прашува? Зошто по хиерархија во многу други министерства ја нема одговорноста, а овде треба да ја бараме таа одговорност? По хиерархија нема. Па зошто тогаш постојат службите? Тогаш треба да имаме министер, кој што ќе си добива документација, архивира, работи, проверува, одобрува и на крајот ќе подпишува. Затоа што во конкретниот случај, од 2008 година со измена на овој закон за угостителска дејност, ако пред издавање на ваква лиценца морало да постои записник од Државниот пазарен инспекторат дека се исполнети условите. Тоа веќе не постои. Единствениот документ од државен орган е од Министерството за внатрешни работи, тој постои. При постоење на целата документација која што е пропишана во законот, а понатаму целата контрола на работењето и исполнувањето на условите повторно не е на Министерството за економија, тоа го потврдува и самото вештачење, вештиот навод и мислење на обвинителството. Добро, да го вклучиме Давидовиќ. Ова беше многу интересно, бидејќи интересно ми да слушам ова. Некако беше јавноста ја интересираше, апропо случувањата во Министерството за економија, каде што двајца министри запрена е постапката, за двајцата продолжува. Давидовиќ, вие, како што кажав Ивица Грозданов, го браните обвинет како дел од обезбедувањето. Дали е вашиот клиент тој за кој што Куцевски вели нема лиценца? Така е, тој нема лиценца и не е дел од обезбедувањето и никогаш не бил. Тој е вработен во друго правно лице, но ќе го докажуваме тоа на судење, имаме сведоци, имаме наша листа на докази, кога ќе добиеме на обвинителството. Очигледно, извинете, Миланов ги има добиено доказите. Вака да ви кажам нешто, не сакам да се стекне погрешен впечаток во јавноста. Ова е национална трагедија и настан кој што длабоко ја потресува државата. Овој настан покажа дека правниот систем, општествениот систем не функционираат, дека ние немаме системи, дека сме разнебитена држава каде што не постои меѓу другото ни соработка помеѓу надлежните органи и служби и не течат информации помеѓу нив. Никој од нив не ја презел и не ја презима
не ги презима работите во рамки на својата надлежност, него владеат исполитизираност и длабоко навлезена политика и политички партии во сите институции. И тоа е последица ова што ни се случува и кажав неколку пати, не е само овој настан, али ово е најтрагичен и нешто што за ова мора да има одговорни. Тоа сакам да го знае јавноста, јас не тврдам дека никој не е виновен, напротив, овде се виновни многу луѓе. Може би сите 34? Може би, но може би си 60. Иритира селективноста. 47 беа прво. Иритира селективноста, двојните аршини на обвинителството. И тоа постојано го прави и тоа се постојано забелешките на сите експерти и меѓународни и сите извештаи. Не можете вие да обвините дел од некогашните функционери, дел од сегашните да не обвините. Не можете да не ги обвините инспекцијските органи и не можете да обвините дел од министрите во некој од министерствата, а во другите министерства да ги одбегнете министрите затоа што ви се блиски партиски или други соработници. Овде постојат системски пропусти и проблеми. Овде постои криминал, кој долго време владее. За гонење на криминалот, повторно ќе ви кажам, се Министерство за внатрешни работи и обвинителството. Па сите други надлежни институции, министерства и инспекции. Ниту еден од нив, гледајќи она што се случува, не ја заработил својата плата, ниту е работил својата работа. Но обвинителството беше должно да ги обезбеди доказите за секој поединец да утврди кој е неговиот пропуст или неговото действие кој не смел да го преземе и врз основа на тоа да ја направи правната квалификација. Не е можно луѓе со различни надлежности, различни обврски да одговараат за еден исти член кој што не ги опфаќа ниту нивните действија, ниту нивната надлежност. Трагично е што обвинителството повторно се обидува со некакви своји конструкции и толкувања кои не држат да обезбеди обвинителен акт за кој мисли дека ќе помине на судење. И тоа не е коректно. Не е коректно прво кон жртвите, не е коректно кон повредените, не е коректно кон државата и правниот систем, па на крај кон обвинетите. Еве имаме Шабан Салију, актуелен министер во владата, е меѓу обвинетите. За истото дело. За. Како поранешен директор на ДЗС. Джеват Салами, актуелен директор на ДЗС. Слушајте, луѓе. И Папазов, градоначалникот што беше луѓе, па сте го прочитале ли законот за дирекцијата? Мислам, прочитете ги одредбите. Ма прочитете ги одредбите, како ќе ги подведете под оваа квалификација? Па луѓе, тоа е национално тело. Собранието носи национална програма. Владата ја предлага. Дирекцијата не е за обезбедување на дискотеки и кафани и кафулиња. Ма зашто зборувате? Очигледно обвинителството не ја прочитало. Затоа кажувам, не е коректно кон жртвите и не е коректно кон јавноста вакво однесување на обвинителството. Во конкретниот случај, семејствата на оштетените и овие повредени заслужуваат да знаат каде е вината за она што се случи на 16 март оваа Точно, година. и зошто се случи. И зошто се случи и каде треба да се бара таа одговорност. А не наместо да се направи една истрага која што ќе биде конкретно насочена на действија што ја имаат оваа последица, кои ја предизвикаа оваа последица и кои се причина за нешто што се случи, се отиде со една обемна истрага, се внесуваат луѓе од
разни институции се избегнуваат луѓе од исти такви институции кои што се тргаат на страна, но зошто не овие граѓани, овие оштетени, ако колку што можам да ги следам, затоа што навистина јас сакам што поскоро оздравување и што поуспешно оздравување на сите оние што настрадаа во овој. Сочувство до сите оние кои што изгубија не само своји деца, туку нивните роднини пријатели, затоа што загубата е многу поголема, за многу поширок круг таму, што не може да се, за жал не може да се надомести ако овие, но тие сакаат да знаат кој и каде можат да ја лоцираат одговорноста, директно, конкретно. А тоа го немаат со овој обем и со ова опширност на некоја истрага, а за која конкретните действија и начинот на кој што причинско-последичен овој настан има причина. Тоа е последица на нешто. Која е причината што доведе до овој настан? Таа причина е директно постапување на некого. Или не постапување. Според Или не постапување ако одиме по одредбата од КЗ на оној кој што раководи со тој објект во тој момент. Не постапување. Тоа не постапување доколку прво системот, друго службите, институциите доколку не постапуваат, тоа е сосема друга правна квалификација. Ако имало било каков подкуп, да, тој треба да се тера. На ова прашање Куцевски кажа, кога го прашав во однос на злоупотреба, небрежност, незаконито работење и така натаму, дека тие сите квалификации не носат последица конечна смрт. И дека овде смртта на 62 млади луѓе е клучната причина за оваа квалификација за која што обвинителството тврди има докази за секој поединечно да ја докаже. За смртта, за жал за смртта на овие 62 лица треба да одговараат кои тие што директно со некое директно действие допринесоа да се предизвика. Затоа што неспорно е дека тој пожар настана од употребата на таа пиротехника. Кој ја набави? Од каде ја набави? Дали е таа пиротехника за употреба внатрешна? Има вештачење со огледа тој дел, се уште не сум ни стигнал, но и не ме интересира во однос на моите клиенти, но таму е кој ја активираше, како ја активираше и дали се увери дека според оние карактеристики на таа пиротехника, таа може да биде употребена во тој простор. Тоа е причината и тоа се оние кои што можат да одговараат за смртта, за жал на овие 62 млади лица. Правна логика е Мислите дека требаше да бидат поделени директните? Не, али требаше да се системските? Не, требаше да се спроведе истрага како што треба и сите оние кои имале пропусти и довеле до работење на таков објект требаше да бидат офатени, а не да се прави тоа селективно. Кој според вас уште не е? Обвината треба да биде, освен рековте дел од обвинителите отклучени, како што рековте. Ја ви наброев едно 6 органи, 7, ако се сеќавате на почетокот. Па отворите го Законот за гостителска дејност, Законот за градење, Законот за инспекцијски надзор, Закон за дирекција за заштита и спасување. Го имате одговорот. Ама не само инспекторите, туку и директорите, така? Отворете го. Ма таму ви кажам, има надлежност кој за што е надлежен. Ма отворите ги законите. Немојте да измислуваме топла вода. Една работа е она што се случило во дискотеката и луѓето кои го направиле тоа треба да одговараат, но исто толку се одговорни и оние кои дозволиле дискотеката да биде таква и да може да работи на тој начин. Ама уфатите ги сите.
Еве Куцевски вели дека експлозивната материја била набавена без одобрение за набавка предвидено во член за Тоа промет. не е точно. Таква пиротехника е во слободна продажба и може да се купи, ја гледате често пати и на фудбалските надпревари и свадби. Така да немојте Добро, има да за ја... внатре, за надвор, за... Јас ви кажувам за слободна продажба, а внатре и надвор тоа ќе се докажуваме, Еве но пиротехничките средства биле употребени во целосно небезбедни и опасни услови Да, за ама немојте да преземање на тврдат таквото дека е действие. незаконито набавено, односно без одобрение, кога одобрение не треба. Затоа ви кажувам, допрева ќе Го се цитирам докажува. обвинителот. Не, па ја ви цитирам законот, Добро. обвинителот би требало по некој пат и да прочита закон и да утврди некои работи пред да почне да тврди, али за тоа ќе се докажуваме на судење. Само не е коректно, повторно ќе кажам, да се дезавуира јавноста, нарочито луѓето и родителите на жртвите. Не може да одговараат, повторно ќе кажам, само ситна буранија за она што е системски пропуст и што се таложило со години и каде што надлежните органи, институции, луѓе, високи функционери, пониски функционери не преземале действија. Тука правиме пауза за реклами. Продолжуваме со дебатата во 24 анализа, имаме уште многу малко време, очигледно темата е многу интересна и има многу детали за кои што треба да се разговара. Еленко Миланов, Звонко Давидовиќ, мои вечерашни гости, дел од одбраната на делот обвинетите во Кучани. Многу куса. Тој фамозен тефтер на газдата Дејан Јованов Деко многу предизвика интереси во јавноста, немаме детали од тоа. Се наоѓаат, можат ли вашите клиенти да бидат во нив? Што ако бидат вашите клиенти во него? Тој фамозен... Ако во тој тефтер беа било кој од моите клиенти, тој ти имаше обвинение за примање подкуп, а не за оваа правна квалификација, што значи дека не верувам дека има. А од она што за тоа придонеле да функционира. Во оние докази кои што ги добив се 77.000 докази, од кои што се негде околу 620.000 страни. Така што тој тефтер досега со прегледот на доказите јас не успеав да го видам дека е доставен во листата на докази. Добро, може ќе ви изненади обвинителството на суд? Не може да ни изненади, затоа што ако таков доказ постоеше, ако тука постоеше, со завршувањето на истрагата се определува правната квалификација во однос на делото, а таа правна квалификација е само на некое конкретно лице. Давидовиќ, вашиот клиент може да се најде во тефтерот на Деко? Не. Сувише небитен по однос на мешетарење бизнисмените и политикантите и онде каде што е висока корупција, не верувам. Исто така многу би бил изненаден ако се обелодени тефтерот и луѓето во него, затоа што многу тефтери ни поминаа до сега и ретко кој тефтер се обелодени и се покрена постапка за луѓето кои што се во тефтерот. Сакате да кажете? Сакам да кажам дека баш затоа се во тефтери и ние сме таква држава каде од тефтерчиња бираме функционери на партиски координации и така натаму и така натаму. Ако ве замолам да се абстрахирате како дел од клиентите и одбраната која што ја работите, она што исто јавноста многу ја интересираше, цели 3 месеци ние новинарите инсистиравме каде се полицајците кои што вечерта биле во Пулс, кој им дал наредба, што правеле, каде биле влегле, излегле, кој е извештајот кој што го доставиле по таа акција, бидејќи биле во лов на малолетници и така натаму. Конечно, вечерта пред објавување на обвинението, односно пресод, бидејќи обвинението детално не сме го виделе, се уапсени и осомничени од Ојо Гог. Зошто после 3 месеци уништување на докази? Колку се клучни тие полицајци за целиот? Јас не би рекол, не знам, затоа што тој дел е во сосема друго обвинителство и верувам дека тие докази воопшто не се наоѓаат ниту во на листа на докази, ако не бев ни заинтересиран да барам такви докази во оние што ги добив.
Не е само таа контрола. Таму има контроли без малку на секој втор настан кој што бил организиран во таа дискотека Пулс. И никој ништо не видел. Што тогаш и што како? Кои се нивните надлежности овластувања, искрено ви кажам, кои се нивните налози, наредби, кои се нивните извештаи, воопшто не ми интересирало во овој момент и нивното постапување исто така не може да биде 292. Дали има непостапување за спречување на сторување на кривично дело е нешто сосема друго, кое што ќе си го тера тоа обвинителство и таму ќе се утврдува. Но дури ни тие, по мене, како правник, абстрахиран од се, затоа што таму воопшто ниту сум бранител, ниту сум заинтересиран, не може да одговара за оваа правна квалификација. Видовме ние таму интересни снимки на полицаец во униформа кој што стои надвор пред дискотеката, имаше обвинување од родителите во однос на сведочења, се била затворена вратата, па дали добиле налог да го одложат времето и така натаму. Куцевски кажа тука дека 15 минути пред пожарот полицијата влегла во Пулс и дека сето тоа се истражува. Меѓутоа, детали немаме се уште, бидејќи како кажа Фојо Гок ја води таа истрага, се уште е истрага. Како правник, како човек, ако сакате, како граѓанин, ете мене прво нешто што ми падна како нелогичност е зошто полицајците 3 месеци ги немаше никаде. Не само нив, разговаравме за ова текот на емисијата. Ама конкретните кои што биле внатре, кои што ги виделе тие прскалки, виделе што се случува, дека има место 250-650 луѓе. Да, и можеле многу работи да бидат поинакви ако реагирале, но ова е предпоставка. Значи, да не предпоставуваме, да не обвинуваме некого и да му префрламе непреземање или преземање на действија, би било добро да се истражи и да се утврди што тие полицајци кои биле внатре виделе, што можеле да видат, што направиле или не можеле или можеле да направат и требале. Така да, дајте да не предпоставуваме, доволно е голема оваа трагедија и доволно има сознанија за причините и пропустите каде што сите со години се правеле недоветни. Очекувате ли правда? За жал, веќе во Република Македонија многу тешко. Секој предмет кој што е експониран во јавноста, постои таков страф и во обвинителството, и во судовите, да се одлучи по сопствено убедување. Верувајте дека само 10 до 15% од судиите можат и се храбри и доволно смели да одлучат по сопствено убедување во многу предмети. И тоа е проблемот. Но и тука ги разбирам делумно. Затоа што ниту обвинителството, ниту судиите се заштитени реално. Ако некој сака од власт, бизнис, елита да им направи проблем, тоа ќе им го направи во рок од 48 часа и нема да можат да се заштитат. А ако зборуваме уште еднаш да се вратиме на овој настан и дали институциите постапиле како што треба, дали после овој настан се направија контроли во поголемиот дел од дискотеки, кабареа, хотели кои што имаат такви објекти? Излегува со верзија дека 70% од нив не исполнувале минимално технички услови да можат да ја имаат таа лиценција и да работат. Сите тие што ги поднеле тие барања имаат во најмала рака фалсификат. Дали е јавна исправа или тоа барање е приватна исправа што го имаат поднесено до Министерството за економија и имаат добиено лиценца. А 90% од тие што ги немаат се бизнис моćници или политички моćници, дали во однос на нив има некоја постапка? Нема, го видовме прилогот на почетокот, ја повторно сега од другата страна ќе ви кажам, па видовте градоначалникот, веде градоначалникот што ви вика 3 месеци по трагедијата се поднесени кривични пријави за бесправно градење. И понатаму е хаос,
кој владее и продолжува поради некакви си ситни или покрупни интереси, за жал. Јас искрено се надевам дека ќе има правна завршници, дека сите што биле виновни на ваков или онаков начин ќе одговараат, сите ние мислам како држава им го должиме тоа на семејствата и на жртвите. Државата, граѓаните, обвинителството, судството, тоа го должат на семејствата, на починатите и на сите оние кои што се повредени, да секој оној кој што реално има допринос и учествувал да ваков настан се случи, конкретниот настан, со конкретни действија, треба да одговара. И мора да одговара. Ке има уште многу емисии, допрва тек ќе гледаме многу детали од обвинението и кога ќе почне судската постапка. Јас ви благодарам што бевте вечерва во 20. Благодариме на поканата. Благодарам на поканата. Почитувани, ви благодарам на вниманието.